Поради популарноста на спортско корисните возила се јавуваат се понови и понови класи. Една од најинтересните за сите пазари е субкомпактната, односно без сегментот на спортско корисните возила, каде што филозофијата помалото е побогато и поголемо е во прв план. Така е и со Kia Stonic, модел кој неодамна е присутен на македонскиот пазар, а по цената и изгледот има добри шанси да завладее со овој сегмент. Но да видиме како се однесува Kia Stonic на нашите патишта и како прилега на нашите пейзажи. Со доаѓањето на Stonic на пазарот, Kia ја потполни палетата на својата понуда. Популарноста на спортско корисните возила се уште расте и затоа секој производител гледа да има токму такво возила во секој сегмент. Stonic припаѓа во B сегментот на спортско корисните возила, а тука конкуренцијата е навистина силна. Peugeot го има 2008, Volkswagen допрва ќе го представи моделот T-Roc, Ford го има EcoSport и да не набројувам понатаму. Сепак Kia има добра традиција во производство на теренци и спортско корисни возила, па тоа искуство го има преточено во последниот модел. Со својата должина од 4,3 метри, Stonic има доволно простор во внатрешноста за 4 патници. Но мене многу ми се допаѓа предната гарнитура на седење, бидејќи таа е комотна и окружена е со ергономски дизајнирана внатрешност. Возачот и прв пат да седнува во Stonic ќе знае веднаш да се снајде со командите. Еден од атрибутите на Kia со која се наметна на пазарот е квалитетот и рационалната опременост. Во внатрешноста се забележува грубата пластика, но таа е направена прецизно и не отстапува во ниту еден спој со останатите елементи на внатрешноста. Впрочем, грубата пластика е заштитен знак за сите спортски корисни возила од овој сегмент, без оглед кој бедж го носат. Она што ми се допаѓа, тоа е големиот дисплеј и прецизната навигација. Stonic започнува со цена од 12.990 евра, но тестираниот модел е околу 17.500 евра. Зошто? Затоа што е извонредно богато опремен. Ги има сите електронски помагала што се однесуваат на безбедноста, но и на уживањето во патувањето. Аудиосистемот е сосема добар, а многу лесно се манипулира со дисплеот кој е осетлив на допир. Инаку, останатите делови на дизајнот се во функција на возачот. Така, возачот може многу лесно да ги контролира сите елементи вградени во автомобилот, не само преку дисплеот, туку и преку мултифункционалниот управувач. Kia нуди 7-годишна гаранција за сите своји модели, но она што треба да се истакне е дека и квалитетот на изработката е на високо ниво. Иако се наоѓаме во мал автомобил, забележливи се решенијата кои се типични за поголемите, а тоа е подпирањето е одлично, управувањето е прецизно, што ме изненадува, бидејќи
во многу возила од оваа класа управувањето е жртва на рационалноста. Кај Кија не е така. Стоник го задвижува 1,4 литрен бензински мотор. Тој е рационално, а не емотивно решение. Пред се скроен е да биде економичен. Тој е впарен со 6 степен мануелен менувач и за време на нашето возење ние забележавме просечна потрошувачка од 7,6 литри. Тоа и не е баш најдобар показател за потрошувачката, бидејќи ние дури го возевме во режим на високи вртежи. Она што сакам да го истакнам за овој мотор е неговата дволичност. Кога е во режим на работа на ниски вртежи, тогаш е извонредно мрзлив, но и економичен. А доколку сакате да извлечете максимум од потпирањето и се разбира од 4 цилиндри, тогаш ќе требате овој мотор да го држите во режим помеѓу 4,5 и 6,5 илјади вртежи во минута. Тогаш бучавоста се зголемува. Само за демонстрација, бучавоста продира во кабината, но и параметрите на потрошувачка се многу повисоки. Сепак и задоволството за управувачот е многу подобро. И покрај повеќе од предстојните перформанси кога го погонувате моторот, Kia Stonic не може да се каже дека е совршено возило. Такво возило не постои. Но данокот на сегментот на малите димензии е платен и тоа се чувствува. Посебно се чувствува на подот, бидејќи нозете чувствуваат микровибрации кои доаѓаат од подвозјето. Сепак, Kia Stonic има повеќе позитивности отколку негативности. Убавиот и атрактивен дизајн, просторноста, како и квалитетниот и несебично опремен интериер надвладуваат над микровибрациите кои се јавуваат во подот на возилото, особено тоа можам да го потврдам за возачкото седиште. Исто така и цената е прикладна за вака модерен модел. Како што реков на почетокот, тој започнува да се продава од 12.900 евра, а поопремените верзии на кои опременост тешко дека ќе најдете замерки, чинат некаде околу 17.500 евра, што е добро погодена цена за овој сегмент и за вакво возило. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Бидете поздравени и се гледаме за 7 дена.